Семејството како институција е важен сегмент од општеството. Токму поради тоа, неопходно е да се негува, заштитува и да се развива. Денес во приказна, ова е нашата тема. Нина Ангеловска и нејзиниот сопруг Виктор Станков се младо семејство. Тие уживаат во градењето на своји ритуали и вредности кои сакаат да ги пренесат на своето синче Стефан. Од скоро, имаме прилика да даваме многу љубов. Имаме одлична тимска работа. Децата мислам дека е многу важно да го гледаат поделбата на одговорности, да гледаат како родителите се однесуваат еден со друг, бидејќи тие го впиваат тоа и утре тоа ќе обликува нивната личност, но и сите работи кои што ги впиваат и учат ќе обликува и како тие утре во животот ќе се справуваат со предизвици, каков начин на размислување ќе имаат. Семејството е многу важно за правилниот развој и насочување на децата, смета Ангеловска. Семејството игра клучна улога во одгледување и развојот на личноста на детето, во тоа какво дете ќе израсне, а тоа дефинира какви ќе бидат нашите генерации понатаму. Тука зборуваме, сега се комбинира влијанието на генетиката и епигенетиката. Генетските предиспозиции кажуваат каков потенцијал имаме, интелигенцијата, талентот, па дури некои однесувања, додека така наречената епигенетика има подеднакво влијание на тоа средината и како ние се развиваме, во каква средина, во тоа каква личност утре ќе израснеме. Семејството всушност све потекнува и се тргнува од семејството. Тоа е нашата прва животна школа. Тука добиваме љубов пред се, сигурност, учиме за поддршка, ги гледаме родителите како се однесуваат еден со друг, како комуницираат и тоа децата го впиваат. Сега има студии кои што велат дека 80% од развојот на мозокот на детето се одвива до 5-та година. Ако тоа го имаме предвид, знаеме колку е важна улогата на родителите во тоа каква личност во каква личност ќе прирасне, ќе се развие детето. Вредностите кои ги добиле од своите семејства се обидуваат да ги искористат за обликување на вредностите на нивното семејство. Од неодамна го имаме тоа задоволство, но и голема одговорност да бидеме родители, и да градиме наше семејство. Сега изборував јас за улогата на семејството, често кажувам дека моите родители се заслужни за мојот животен пат и кариера. Често споменувам дека мајка ми е таа која што ме учи дека знаењето е единственото нешто кое што никој не може да го земе. А сега и јас и мојот сопруг имаме задоволство да ги пренесуваме тие основни вредности кои што нас не биле всадени. Меѓутоа и да градиме наши ритуали, наши традиции и наш начин на функционирање, бидејќи како што викаат, секој си знае, секој го бира тоа што мисли дека е најдобро за него и неговото дете. Стефан, како нов член во нивната семејна средина, ги трансформирал нивните претходни ритуали. Ритуалите јас и мојот сопруг генерално многу ги сакаме, бидејќи тие поставуваат некоја динамика, а од друга страна не поврзуваат. И ако претходно имавме одредени ритуали пред да го имаме Стефан, кои што беа, например, трчање за време на викенд, па потоа пиеме кафе, дружби одредени. Сега гледаме тие ритуали да добијат нова димензија, да ги надградиме и нормално некој да ги промениме и да воведеме нови. Викаат дека треба детето да го навикнеш на твојот животен стил, а не ти да се прилагодуваш и всушност тука мислам дека е вистина од двете страни, дека треба и прилагодување, меѓутоа и на нашиот стил и динамика. Јас по природа претходно сум била доста брза, динамична, со бројни ангажмани и сега генерално така функционирам, што се однесува до особено ако имаме предвид дека викаат и какова ќе е бебето. Стефан доста захтевно бебе, кое што ми овозможува да го задржам таа брзина и темпо, ако сакам што повеќе да постигнам во денот. Што се однесува до ритуалите, сега пробуваме, јас спомнав на пример еден ритуал дека трчаме за време на викенд и сега пробуваме тој ритуал да го задржиме и да трчаме со него. Меѓутоа имавме неколку обиди пред неколку месеци кога беше помал, неуспешни беа тие. Но неодамна имавме успешен обид и сега почнуваме да го практикуваме тој ритуал и всушност преку тоа и Стефан ќе гледа утре дека спортот е составен дел на денот, животот и ќе учи. Што се однесува до други ритуали, имаме навик, односно ритуал, дека секој ден заедно ручаме после работниот ден, разговараме, сега почнавме и Стефан да го седнуваме на хранилка со нас на маса.
Потоа заедно играме, додека дојде време за бањење и заедно го заспиваме. Така да создаваме нови ритуали, верувам дека како што расте, така и ќе воведуваме и ќе создаваме и нови навики. Со добро планирање и организација, секако приспособено на детските потреби, може да се завршат и нашите индивидуални цели, смета Нина. Колку ќе постигнеме во денот, тоа зависи од колку добро сме организирани, но зависи и од тимската работа и од брзината, секогаш викам, ако сте побрзи, нели? Јас сум навикната дека во единица време треба што повеќе работи да се направат. Така и сега се обидувам да ми изгледаат деновите, да завршам што повеќе во исто време додека си играме, да му е направено и јадењето са бајле кој ќе станеме, за да кога ќе дојде време за спиење, јас добијам време да направам некои други активности кои што сум ги зацртала за денот. Родителството е најважната улога, која носи и бројни семејни предизвици. Самата нова улога на родителство е најголемиот предизвик и најголемата одговорност во животот. Зборувавме зашто представува, нели, семејството, колкава одговорност носи и дека тоа е всушност најважната наша прва школа за тоа какви деца и какви идни генерации и какво општество ќе бидеме, и ако тоа го имаме предвид, самата нова улога е предизвик за себе. Споменав за тоа како сме организирани, значи секако дека не оди се смут, дека има предизвици во организацијата, дека многу пати нешто ќе зацртате или ќе испланирате и сваќате дека имате мал шеф дома кој што не се сложива со вашата агенда, па ќе мора да ја промените. Предизвикот има бројни, нели, предизвици. Родителството кој што носи, мислам дека е многу важно да се чита, да се учи, да се информира, да се информираме, бидејќи, нели, без учење и без читање нема мислам успех и прогрес, така и во родителство. Секако важен е инстинктот, важна е љубовта и поддршката, најважна е љубовта и поддршката која ја даваме, а сите предизвици кои ги имаме, кои ќе се насмее, кои ќе го видиме, ги забораваме. Така да и често од родители ќе слушнете млади дека викаат кога ќе се пожали некој родител, викаат се заборава тоа све. Така да мислам дека веќе првите месеци кога беше доста поплачливи, веќе полека ги забораваме. Нина, Виктор и Стефан ги одржуваат и врските со членовите на нивните пошироки семејства. Генерално дел од ритуалите ни се и семејни ручеци. Сабота најчесто одиме кај мајка ми на ручек, во недела одиме кај родителите на Виктор. Така да тоа ни е и да го видат и да се дружат, но и пред да биде Стефан, тие ритуали постоја и всушност тоа се што ние како традиција и јас и мојот сопруг од нашите претходни, нели, од поширокото, сега поново пошироко семејство сме го примиле од нашите родители, го пренесуваме и некои традиции ги задржуваме. Социјалните потреби на ова младо семејство денес се адаптирани на барањата и потребите на Стефан. Сакам прослави, мојот сопруг сака многу социјализација и дружење. Сега со мало бебе, нели, тие работи се малку намалени, од друга страна се дружиме повеќе сега со луѓе кои што имаат деца, нели? Викаат дека интересите сега, нели, ни се слични. Семејството е единственото место каде што не прифаќаат онакви какви што сме, со сите наши мани и со сите наши убави страни. Токму и затоа, убаво е да се биде дел од семејната заедница, да се имаат вредности, да се имаат заеднички ритуали. Што во таа насока ви откриваме денес во ова издание на Приказна. Улогата на семејството е клучна во однос на функционирањето на членовите кои го сочинуваат тоа семејство, без разлика дали станува збор за пошироко, потесно, нуклеусно семејство или пак за семејство составено од еден родител и дете-деца. Би рекла најважна, пред се заради децата, заради создавање, нели, на нови луѓе кои што во иднина треба да функционираат и да создаваат семејства, да склучуваат брак, да имаат своји деца, а понатаму и за самото општество, затоа што се она што ни се случува во семејството се рефлектира и во самото општество. Доколку имаме функционални семејства, тоа значи дека имаме и функционални општества. Поширокото вообичаено го сочинуваат родители, деца и други роднини. Потесно, нуклеусно семејство е составено од родители и деца. Членови на семејството, нели, сега веќе кога ќе спомнеме семејство, мислиме на потесното семејство, најчесто родителите, нивните деца
Иако во минатото, кога ќе спомнеме семејство, тоа значело проширено семејство, роднини, баби, дедовци од двете страни и така натаму, меѓутоа денеска семејство значи и кога имаме само една личност или кога имаме само брачен пар без родители. И за жал се повеќе се зголемува бројот на ваков тип семејства дури во нашата земја. Семејството представува основната карика за правилниот раст и развој на детето и за пренос на карактеристиките, односно традициите од една генерација на друга генерација. Детето таму ги учи општествените норми, љубовта, поддршката, взаимната почит. Се денеска обично постојано традиционални семејства кои се вклучени двајцата родители, мајка, татко и децата. Во нашето општество превладуваат оние семејства, пошироки семејства што ние ги нарекуваме, каде што се вклучени бабите и дедовците и тие учествуваат во воспитувањето и во чувањето на децата. Семејството е местото каде што секојдневно ги доживуваме сопствените граници и оние на другите, големите и мали проблеми, кои навлегуваат во мирното живење со другите. Не постои совршено семејство. Со формирање на семејство стануваме дел од една нова заедница и се поврзуваме со луѓето околу нас на посебен начин. Стануваме поблиски преку формирање на посебни врски. Тие луѓе стануваат главниот дел од нашиот живот и нашето секојдневие. Иако сме индивидуи, понекогаш можеме незабележливо да се поврзаме со членовите од семејството и повеќе од потребно. Секое семејство има своја структура, историја, искуства и традиција. Поради тие разлики постојат повеќе начини на кои семејствата можат да учат едни од други и заедно да напредуваат. Семејството се развива и се менува генерално како што се менува и општеството, како што еволуирало општеството, така е еволуирало и семејството и тоа е природна појава и логична. Меѓутоа во последните 50 години семејството се менува со едно темпо, со една брзина како никогаш досега. Сето тоа е под влијание на индустриализацијата, на глобализацијата, на брзиот начин на живот. Така што денеска семејството сосема различно изгледа и сосема различно функционира од тоа како функционирало семејството на нашите баби и дедовци. Очекуваме дека и во иднина ќе продолжи да се менува и да се развива семејството и денеска впрочем зборуваме за семејства наместо семејство, бидејќи во минатото сите семејства наликувале едни на други. Додека денеска имаме многу различни модели на семејства, практично колку што имаме модели на семејства, толку имаме и дефиниции за семејството. Семејството, семејните односи и заштитата на семејството од правен аспект се општо уредени со Уставот на Република Македонија, како највисок правен акт, Законот за семејство кој е во согласност со Уставот и другите позитивни законски прописи кои на индиректен начин ја уредуваат, односно се однесуваат на оваа област. Ние правиме многу истражувања поврзани со различни теми за бракот, за семејството, иако главен таргет нас не се младите луѓе, какви се нивните перцепции во однос на бракот и семејството, меѓутоа и во однос на анализата на резултатите кои што ни се достапни пред се на статистичките податоци во Македонија, можам да кажам дека македонското семејство е се помало. Значи број се помал број членови, иако во просек во пред 15 на години едно просечно македонско семејство броело 4 до 5 члена, денеска можеме да кажеме дека број 2 до 3 члена едно просечно македонско семејство. Потоа би можела да кажам дека се повеќе дисфункционално, затоа што гледаме дека многу млади луѓе покажуваат дека не чувствуваат блискост со ниту еден член од нивното семејство и ги оценуваат сопствените односи во домот како дисфункционални. Семејството во текот на растот и развојот на општеството повеќе или помалку успешно обстојувало и се справувало со бројните предизвици, како што се економски, политички, културни и слично. Постојаните трансформации низ кои поминува општеството денес предизвикуваат и трансформација на семејството, кое постепено се менува себе си и својата улога, приспособувајќи се на општествените барања и потреби. Зошто е важно семејството? Која е неговата улога во нашите животи? Семејството не е само важно. Неговата улога во животот и развојот на децата би рекла дека е клучна. Од раѓањето на децата во текот на предучилишната возраст, потоа од 6 до 12 години за време на училишната возраст и потоа во периодот на адолесценцијата од 12 до 18 години.
Во сите овие развојни фази на детето, важно е семејството да му понуди една стабилна средина, хармонична, исполнета со љубов, поддршка и разбирање. Место каде што децата ќе можат да растат и да се развиваат, да бидат поттикнати, но и да се подготват за животот, за општеството. Значи, навистина, улогата на семејството во развојот на децата е комплексна, но не е невозможна. Би сакала во таа насока да ја споменеме и социолошката функција која што семејството ја има токму во детскиот развој. Социолошката функција или они комплексна функции кои што ги имаме во едно семејство, да започнеме од биолошката, репродуктивната, па потоа социализаторската, економската функција, заштитната, емотивната, како главни функции во едно семејство се исто многу важни за развојот на децата, бидејќи уште од најмалата возраст, ако сакаме да кажеме, уште децата од кога ќе проодат, први учители на децата им се родителите. Тие треба да ги спремат, да ги подготват за она што ги очекува во надворешниот свет, да ги научат што е општествено прифатливо, што не е, да ги научат на добро морално однесување, да ги опремат со потребните алатки за тие да потоа успешно се движат во општеството, прво во воспитно-образовните институции, во градинките, во училиштата, каде што ќе имаат можност да се социализираат повеќе, и понатаму во периодот на адолесценција, кога ќе започнат да се формираат како индивидуи, така што тие родителите, семејството е местото каде што тие ќе започнат со првите чекори, а потоа им останува да си го продолжат патот, а родителите да останат како една поддршка од страна. Семејството може да биде и потесно и пошироко, и во таа насока многу е важна улогата која што ни овозможува во семејството да се чувствуваме сигурни, безбедни, да споделуваме буквално се што можеби не сакаме со другите да споделиме. Од тој аспект, колку е важна улогата на членовите на семејството? Видете, од традиционалните општества пред индустријската револуција доминантно е проширеното семејство. Семејство кое што е од патриархален карактер, каде што имаме глава на семејство, потоа имаме роднини сродство по вертикална, хоризонтална линија и брачен пар, најчесто синот на главата на семејството со своето семејство, немажени сестри, браќа со своите семејства, и таа проширена заедница, која што во минатото било производно потрошувачки самостојна заедница, денеска е речиси искоренета, но таа најмногу се има задржано на нашите простори на Балканскиот полуостров, така што можеме да кажеме дека иако не е веќе присутна особено во урбаните средини искоренета, рецидивот се чувствува. И сега, се што е традиционално не е нужно и лошо. Во таа проширена заедница влада е колективното, наспроти индивидуалното кој што владе во денешните нуклеарни семејства, еднородителски семејства и така натаму. И чувството на припадност и на солидарност е многу полесно да се изрази, да се најде во таквите заедници, за разлика од денешните модели на семејства, каде што имаме едно стеснување на бројот на членовите во домакинствата, имаме изолирани семејства кои што не само што не живееме повеќе во проширени семејства, туку сме и оддалечени физички од нашите блиски роднини. Можеби, имаме повисок степен на индивидуализам, родителите во ваквите заедници имаат можност за поголема приватност, но недостасува таа поддршка која што постоела во тие проширени семејства. Во таа насока, со оглед на тоа дека живееме навистина динамично, би сакала да ги стакнеме улогите на родителите, најчесто на мајката, значи
сменета е улогата од претходно мајката да биде таа која што ќе се грижи постојано за децата. Сега имаме во различни форми на семејства и различни улоги. Колку во таа насока сепак не сме општество кое што се уште има стереотипно однесување кон прифаќањето на улогите на останатите членови на семејството. Да, согласувам. Македонија и пошироко Балканот е се уште има патриархален карактер, се уште сме традиционално општество. Имаме промени, секоја генерација носи промени. Ако да речеме генерациите на нашите родители поточно немаше многу инволвирани татковци во процесот на воспитувањето на децата, денешните генерации се отиденичи корпонапред, следната генерација уште повеќе. Така што ако пред 2 до 3 децени беше невообичаено, еве во Скопје како главен град да видиме татко со кенгур што носи шета бебе во парк, денеска тоа веќе не е невообичаено. Но се уште сме далеко од таа, да речеме, родова еднаквост, подеднаква поделба на работата во домот. Се уште е жената или мајката таа што го носи најголемиот товар во однос на одгледувањето на децата и на извршувањето на домашните обврски. Но не и само на тоа, можеме да идеме и пошироко, еве во однос на грижата за постарите членови на семејството. Се уште жената се смета како негувател примерен во едно семејство, иако морам да истакнам дека имаме големи промени изминатите децении, секоја генерација дополнително прифаќа новини. Би сакала да споменеме една тема која што деновиве е актуелна како резултат на трагедијата. Се соочивме со термин во јавноста кој што секако не е нов, на функционално и дисфункционално. Би сакала да го појасниме терминот што значи дисфункционално семејство. Дисфункционално семејство е семејство во кое што пред се немаме стабилност. Односно, имаме во рамките на некоја од релацијата, дали помеѓу родителите, родителот и децата, нехармонична врска. Имаме родител кој што се соочува со, например, некоја зависност, алкохолизам, употреба на дрога. Потоа, дисфункционално семејство може да имаме во случај на психолошко, емотивно, па и физичко насилство помеѓу партнерите или пак помеѓу еден од родителите или двајцата родители и децата. Понатаму, оваа средина, значи без разлика кој од овие проблеми што ги набрав може да се најдат во рамките на дисфункционалното семејство или еве постојани конфликти, кои што траат многу време, подолго време, резултираат со една ситуација на постојан стрес на некој од членовите или пак на сите членови во семејството. И потоа, да речеме, еве ако ја земеме таа дефиниција, тоа потоа може да се пренесе, да се трансмитира во една друга средина надвор од рамките на семејството, на училиште, на работна позиција, надвор во општеството, во јавниот простор. Би сакала да го споменеме уште еден тренд кој што е многу актуелен, благодарение на социјалните мрежи. Сите стануваат на некој начин активни, но соочени сме и со семејства во кои што се занемаруваат децата и нивните потреби на сметка на дигитална активност на членовите на семејството. Како предизвик, што ова значи за семејната заедница? Говориме за некој, да речеме, тренд, нели? Дигитализацијата, технолошкиот напредок не мора да е нужно негативен. Можеме и многу позитивно да го искористиме. Имаме пристап до бесплатни информации. Имаме можност да учиме јазици, можност да учиме да тртаме и така натаму. Значи, дигиталниот свет не е нужно негативен, но за жал многу почесто се користи во негативна насока и она што се случува е покрај тоа што многу често се користи од страна на децата и во време трајање кој што не е здраво за нив, особено доколку се од помала возраст. Имаме и случаи веќе на родители кои што се зависни од технологијата, па така родители кои што
да речеме поминуваат премногу време особено на телефоните, на паметните телефони и го занемаруваат, да речеме, барањата, ги занемаруваат барањата на децата, го одложуваат вниманието кое што им е потребно и потоа нели се чудат зошто децата исто така поминуваат толку време на уредите, бидејќи нели како родители сме првите модели на однесување за децата. Многу истражувања почна да се прават во однос на влијанието на технологијата врз децата, врз луѓето воопшто. Сите укажуваат на тоа дека колку повеќе време поминуваме, толку повеќе понегативно е влијанието. Ние сме правеле неколку истражувања во насока на тоа и како децата се експлоатираат на социјалните медиуми од страна на родителите. Значи, дали се станува збор за недоволна информираност, недоволна упатеност, што се тоа може да донесе како ризици во иднина за тие деца, или пак станува збор за може би потреба од страна на родителот да некоја своја проекција ја покаже преку демонстрирање, прикажување на фотографии, видеа на децата. Така што сметам дека за ова, како и за сите прашања кои што досега ги споменавме, потребна е едукација. На луѓето потребно е да бидат свесни родителите пред се што прават децата, пред таблетите, телефоните и така натаму, и кои се можните ризици, нели, доколку нивната употреба не се контролира. Не зборувам сега да се седи над нив, но сепак треба да се знае што се може да се случи доколку тие најдат на несоодветни содржини, на личности кои што може да ги повредат, да извлечат информации од нив и така натаму и така натаму. Колку е важна комуникацијата, не само во поглед на едукацијата за дигиталната безбедност од сите членови на семејството, туку воопшто колку знаеме како членови на семејството да комуницираме, колку тоа може да ги реши сите проблеми и предизвици со кои што членовите на семејството може да бидат соочени. Комуникацијата исто така е клучна во рамките на едно семејство, отворената комуникација, искрената комуникација. Ние во транзицијскиот период не само што имавме премин од едно општествено уредување кон друго, од еден економски политички систем кон друг, туку имавме и промена на вредностите, на семејните вредности. Ако пред 30-40 години имавме фиксни работни времења од 7 до 3 часот, имавме семеен ручек во 3,5, денеска тоа повеќе го нема. Еден од најзначајните моменти за едно семејство е да си го раскажат денот. Тоа е основна комуникација која што се губи бидејќи немаме ниту заеднички оброци повеќе. Имаме многу динамичен живот, различни работни сатници. Децата, особено во училишната возраст, имаат и многу вон наставни активности. Така што би рекла дека секое семејство треба да најде начин како во денот, најмалку барем во денот, да имате еден миг заедно, по можност без никакви уреди, да се определи еви како некоја семејна традиција баш индивидуално на тоа семејство, да си раскажат што поминале во денот, бидејќи и од најобична комуникација може да излезат некои проблеми. Да се дознае за нешто што се случило на училиштеве, например, што може би детето не е спремно да го каже веднаш, така што од една обична атмосфера може да се дознаат многу работи. Семејството е примарна општествена клетка каде што детето учи, се развива, добива љубов и се чувствува сигурно. Односите што се негуваат во рамките на семејството уште од најмала возраст не дефинираат и нас како возрастни индивидуи подоцна во животот. Меѓутоа, покрај семејството би напоменала дека за развој на личноста огромна улога имаат и други некои фактори, пред се наследните или генетските предиспозиции, понатаму средината, потесната и пошироката општествена средина во која што живее и се развива детето,
исто така и активноста на самата индивидуа, но и процесот на воспитание што се одвива примарно во семејството, а подоцна и низ системот во различните воспитно-образовни институции. Би рекла дека македонското современо семејство е во судир со современиот и со традиционалниот начин на живот, односно се обидуваме да задржиме некои традиционални и патриархални семејни вредности во судир со сето она што ни го налага демократски трансформираното семејство, што од една страна кај помладите генерации на родители или на помладите семејства им создава одреден конфликт во поглед на тоа како да ги воспитуваат сопствените деца, дали да ги воспитуваат на традиционален патриархален начин или пак во согласност со она што ни го налага современото живење. Дигиталната технологија и прекумерното користење на дигиталните уреди во секоја пора од нашиот живот денес, би рекла дека остава сериозни последици во примарно нарушувањето на основните функции на семејството, бидејќи истите се занемаруваат на сметка на прекумерно поминување на време на овие социјални медиуми или дигитални уреди, како сакате. Овие нарушени или недоволно развиени интерперсонални односи помеѓу членовите во заедницата би имале долгосежни или долгорочни последици во развојот на децата, особено во социоемоционалниот развој, меѓутоа и во когнитивниот развој, па и може да доведат и до одредени девијантни однесувања. Јас тука вината ја гледам делумно и во општествената политика, особено во општествената образовна политика, заради тоа што уште од најмала возраст се стимулира развојот на STEM вештините, се вметнува дигиталната технологија во воспитно-образовниот процес и дигитализацијата во воспитно-образовниот процес, се стимулираат учениците и идните студенти да ги изучуваат информатичките и техничките науки, што подразбира зголемена партиципација и користење на оваа технологија нели во секојдневието, а од друга страна пак се алармира на прекумерно користење на дигиталната технологија. Со еволуирањето на демократските општества и со трансформацијата што ја доживува семејството, секако дека се трансформираат и улогите кои што ги имаат членовите во семејството, бидејќи се рушат одредени родови стереотипи. Така што она што во минатото важало дека мажот е одговорен за обезбедување на економска благосостојба и материјална екзистенција за членовите на семејството, додека жената е одговорна нели за она биолошка и репродуктивна или пак згрижувачка функција, сега се менува на едно ниво на рамноправност, би рекла, каде што се поделени улогите подеднакво помеѓу мажот и жената во поглед на воспитната, во поглед на економската и другата функција и улога на семејството. Живееме во едно динамично време во кое општествата се менуваат. Како што тие се трансформираат, се менуваат и трансформираат семејствата. Еве што елат податоците кои што ги откривме денес за вас. Во светот се поголем е бројот на родители кои сами се грижат за своите деца, а кои сочинуваат 19% од семејствата со деца во земјите членки на Европската Унија. Во најголем дел овие семејства ги сочинуваат самохрани мајки, а само 15% се самохрани татковци, чија социоекономска состојба е можне подобра во споредба со таа на самохраните мајки. Така што можеме да зборуваме за нуклеарни семејства кои што веќе ги споменавме, брачен пар и нивните деца, реконструирани семејства, семејства со еден родител, значи со самохранен родител,
семејства кои што се со партнери во вонбрачна заедница, бездетни и па дури и истополови брачни партнери каде што имаме. Сите промени кои што се случуваат на семејството во Америка или во Европа веќе се присутни и кај нас. И покрај тоа што одредени форми не се легално признаени, нели, кои што веќе ги споменав, меѓутоа сепак се присутни како некаков вид на заедници. Меѓутоа можам да кажам дека вонбрачните заедници се генерално помал број за разлика од европските трендови. Тоа можеме да го видиме и по бројот на вонбрачни деца, кој што во Македонија изнесува околу 14% од вкупно родените деца, додека во Европа имаме земји каде што и по 60% од децата се вонбрачно родени, иако просекот на Европската унија е 42%. Што значи дека се присутни сите овие форми кои што ги набројавме, иако доминантен модел на семејство се уште, според последниот попис, е нуклеарното семејство, односно родители и нивните деца. Меѓутоа можеме да забележиме дека главно станува збор за родители и едно дете и се зголемува бројот на брачни партнери кои што живеат во брак, меѓутоа без деца. Значи 30% од вкупниот број на семејства ги заземаат овие типови, овие модели на семејства, значи родители без деца. Исто така можеме да забележиме дека се зголемува бројот на еднородителски семејства, особено на мајки кои што живеат со нивните деца. Улогата на семејството во сите развојни процеси на детето е доминантна. Родителите се тие кои што го стимулираат психосоцијалниот развој на своите деца. Родителите со своето однесување и со својата личност влијаат на формирањето на сликата за себе кај своите деца, а иднината и среќата на децата зависи од менталната слика која што ја имаат за себе. Може да се каже дека нема совршени родители, туку дека постојат помалку или повеќе хармонични родители. Секој родител ќе го одгледа своето дете според сопствената личност со позитивни или негативни особини кои што самиот ги носи во себе, а детето ќе го изгради сопствениот лик огледувајќи се најнапред на родителите. Средината е веројатно идеална, значи да се постават одредени правила и да се почитуваат тие правила, а децата сепак да добијат топлина и љубов. Се вели од една страна строгост, од друга страна топлина и љубов се, значи, некаква идеална комбинација, затоа што на децата им се потребни правила, на децата им се потребни граници, а родителите се тие кои што треба да ги постават тие граници. И погрешно е родителите да бидат во улога на слуги на сопствените деца. Од социолошки аспект, семејството ги извршува следните социјални функции: биолошка функција, репродукција на младите, биосоцијална или социјализаторска, воспитна функција на семејството, растењето и социјализацијата на децата, економска функција, економско одржување на семејството, социјално-психолошки, задоволување на сексуални и психолошки потреби. Во минатото главна функција на семејството била репродукцијата, односно луѓето стапувале во брак и создавале семејство за да имаат деца. Денеска таа функција можеме да кажеме дека не е повеќе присутна или не е толку важна како во минатото, затоа што знаеме дека можеме да стапиме во брак и да немаме деца или пак да добиеме деца и надвор од бракот, па дури без брачен партнер со помош на асистираната или инвитро технологија. Така што младите луѓе и воопшто паровите не стапуваат во брак за да имаат деца. Значи тоа не им е важно, туку пред се, значи стапуваат во брак заради тоа што го сакаат тоа или заради емотивниот аспект. Исто така економската функција, која што порано била многу важна за одржување на семејството и мажот единствено придонесувал за таа економска функција. Денеска е видно измената, значи учествува активно и жената во таа улога на семејството, меѓутоа и децата. И денеска и жените можат да живеат сами без поддршка од партнерот или воопшто можат да живеат двајца луѓе самостојно со самостојни приходи, така што оваа функција не е толку присутна. Што се однесува до функцијата на воспитување, на едуцирање, таа е се уште важна и присутна во семејството. Меѓутоа можеме да кажеме дека сега се вклучени голем број институции. Доколку во минатото воспитувањето и образованието било исклучиво, значи во рамките на семејството од страна на родителите, денеска нели имаме
голем број на високообразовни институции, па дури и воншколски активности, попладневни активности кои ја извршуваат оваа функција наместо родителите или наместо семејството. Семејството игра клучна улога во развојот на карактерот на поединецот и на социјалната, психолошката, емоционалната и психолошката добросостојба на детето. Семејството извршува различни функции во општеството. Првата е репродуктивната функција, каде што имаме продолжување на генерациите. Потоа има економската функција која е многу важна, затоа што тука семејството обезбедува екзистенција на своите членови преку создавање на материјални добра како што се храна, облека, покрив, потоа образовна функција каде што целото семејство учествува во образованието на детето на формален начин, но и преку неформален начин со воспитување и пренесување на знаења, потоа социјализацијата на детето, значи тука семејството игра улога, каде што детето ги учи општествените норми, правила и однесувања, учи како да се однесува во заедницата, како да ги прифаќа општествените улоги, да ги почитува, и сите овие функции се поврзани една со друга и е многу важно да се почитуваат за правилен опстанок на семејството и на поединката. Социјализаторската функција се смета за една од најважните функции на семејството. Семејството во овој контекст се јавува како значаен социјален систем во кој што се врши процес на воспитување на подмладокот во физички, морален и интелектуален поглед. Понатаму многу важна би рекла е функцијата на социјализација се уште, затоа што семејството е првиот прозорец кон светот. Во семејството ги учиме првите основи за тоа што е добро, што е лошо, кои модели на однесување се добри, прифатливи, а кои треба да се отфрлат, како да ги се однесуваме према другите, значи чувството на емпатија, на патриотизам, на припадност, на идентитет, сето тоа се случува во рамките на оваа социјализаторска функција, станува многу важна. Уште една функција што би ја споменала е емотивната функција, која што денеска е многу поважна за разлика од минатото. Значи денеска можеби е најважна функцијата која што не била карактеристична за традиционалното семејство. Затоа што во минатото не се очекувало да се стапи во бракот љубов, значи од емоции, туку затоа што така треба, а исто така не се очекувало дека во рамките на бракот, на брачната заедница треба да добиеме љубов, задоволство и исполнетост. Исто така и во однос на врската помеѓу родителите и децата, во минатото емотивната функција или емоционалната блискост со децата не се очекувала и не била важна, за разлика од денеска, кога ни е многу важно, кога многу работиме и посветуваме во однос на емоционалната блискост, поврзаност и така натаму. И не само што ни е важно, туку и го очекуваме тоа од врската со партнерот, од врската со децата, така што слободно можеме да кажеме дека денес најважна функција можеби функцијата која што не била карактеристична за традиционалното семејство. Семејството денес е исправено пред бројни предизвици. Брзиот начин на живот, борбата за успех во кариерата, во домот, значи го прави семејството се по кршливо, се по да речам слабо, затоа што треба да се соочува со сите овие предизвици и да создава некакви одбранбени механизми. Предизвиците се многу, од економски предизвици, од предизвици поврзани со промените, со трансформацијата, затоа што семејството се менува, но ние не сме подготвени целосно за тие промени. Разговаравме претходно за улогите во семејството. Значи денеска улогите се видно изменети, а ние не знаеме како да се однесуваме или што се очекува од нашата улога која што на некој начин е нова, додека во минатото биле строго дефинирани што прави таткото, што прави мајката, што прават децата во домот и некако денеска никој не знае што да прави, сите се изгубени. Значи од една страна имаме процес на еманципација на жените и тие сега очекуваат дека треба да бидат еднакви со мажот, дека треба да ги делат еднакво работите во домот. Од нив се очекува да бидат присутни или на пазарот на трудот, да придонесуваат во домот, меѓутоа улогата на мајка, домаќинка се уште ја имаат. Од друга страна, ако ги земеме во предвид мажите или машкиот пол, тие не се навикнати на новата улога на еманципација, туку се навикнати на улогата која што е гледале кај нивниот татко, која што е прилично патриархална и очекуваат дека
во новиот брак, во новото семејство, дека треба да бидат главни, да се слуша нивниот збор, да не помагаат, да не бидат равноправни нели со жената и со сопругата, и дека обврските околу домот и околу децата се исклучиво на жената. И сега бидејќи имаме една еманципирана жена која што очекува дека треба да биде еднаква со мажот, а имаме од друга страна патриархален маж кој што очекува дека треба традиционално да продолжат улогите во домот, настанува до конфликт и незадоволство. Исто така се изменети улогите на децата. Во минатото тие немале активна улога во домот или немале активно, да речам, право на глас, учество во донесување одлуки. Додека денеска и тие се дел од, да речам, имаат еднакво право на глас и имаат еднакво право на донесување на одлуки и често пати дури им се дава повеќе слобода од тоа што би требало и се измешани улогите помеѓу родителите и децата. Предизвиците се многу големи во денешно време за семејството. Први, ако кажеме, од економски фактор, ако ги земеме, во моментот нели живееме во една глобална економска криза, каде што трошоците ни се зголемуваат, приходите ни се намалуваат и сето тоа доведува до конфликти и стресови во самото семејство. Потоа имаме се уште се појавуваат онаа нееднаква родова нееднаквост во играњето на улоги. Иако имаме подобрување на родовата еднаквост, но за жал кога ќе станува збор за поделбата на домашните обврски, се уште тука главната улога има жената и тоа исто може да доведе до несогласувања во семејството. Тешко е да се направи баланс меѓу работата и приватниот живот, со оглед на тоа дека родителите се многу преокупирани и преоптоварени со работни задачи и некако немаат време за квалитетно поминато време со своите деца и со своите најблиски. Тука мораме да ја спомнеме и дигиталната технологија, значи дигиталниот свет си го прави своето. Луѓето се повеќе се зависни од екраните и тука некако се губи интеракцијата и комуникацијата со семејството. Сите овие предизвици, за да се надминат, треба да постои разбирање меѓу членовите во семејството и секој член треба да се адаптира на новонастанатата ситуација, за да може се надмине предизвикот. Како резултат на општествените промени, денес имаме една алармантна појава. Дигитално зафатени родители кои постојано се на телефон. Оваа појава е алармантна, особено поради фактот што наместо вниманието да се насочи кон децата, родителите се на социјалните мрежи или разговараат на телефон и скоро и да не посветуваат внимание на своите деца. Некаде и алармантна е ситуацијата, затоа што она време што треба да го поминат родителите со децата, го поминуваат за жал со телефоните во раце. Ние постојано велиме и психолози, и педагози сите, дури и наставниците, дека децата се и возрастните викаат дека децата се постојано тие што се во рацето, но за жал моделите што треба да им бидеме идентификација, а тоа сме ние возрастните, родителите, и ние сме сописани со телефоните во раце и тука не обрнуваме доволно внимание на децата и затоа тоа недоволно обрнување внимание на децата предизвикува повлекување на детето, предизвикува некој си девијантно, може да предизвика девијантно однесување, да се зголемува депресијата, анксиозноста. Со тоа што не дека технологијата е толку лоша, значи напротив, има и многу позитивни страни, тоа е нов начин на учење, но сепак родителите треба да направат баланс при користење на технологијата и поминато време со децата, затоа што они се главните фактори за правилниот социоемоционален развој на детето. Покрај овој тренд постои тренд на попустливи родители кои наместо да ги воспитуваат, ги разгалуваат своите деца. Тие најчесто сакаат да бидат пријатели со своите деца, па се случува нивните деца да се однесуваат како мали тирани, владетели на светот. Кај нив се забележува еден тренд во кој родителите им даваат до значење на децата дека имаат права, но многу малку се насочени кон развивање на детската одговорност. Преминуваме од еден прилично строг, авторитарен стил во еден сосема различен, сосема друга насока, кој што е премногу попуслив стил на воспитување, каде што родителите се изгубени и не знаат како треба да се однесуваат со сопствените деца.
и често пати грешат обидувајќи се нели да им дозволат се, да создадат таа емоционална врска која што ја споменавме. Меѓутоа, еден многу важен предизвик кој што го засега современото македонско семејство и современите семејства глобално е рамнотежата помеѓу работата и семејството. Здравите семејства ги решаваат проблемите низ семејни вредности и семејни правила. Еве што носиме денес во артикулација. Грижата за децата е основниот темел на кој се гради и живее едно семејство. Семејните односи се многу важни за развојот на детето и неговото ментално здравје. Родителот ја игра најважната клучна улога во воспитувањето на неговото дете и за неговиот развој како личност. Родителот треба да знае како да го одржи семејството и треба секоја ситуација на детето убаво да му ја објасни за што станува збор и како сите заедно можат да најдат решение за истото. Најважно во семејните односи е љубовта и покажувањето како вистински се сака. 15 мај е прогласен за Меѓународен ден на семејството од страна на Обединетите нации во 1993 година, а првпат е одбележан една година подоцна во 1994 година. Верувам дека убаво ги прифативте сите оние пораки кои денес ги донесовме за семејните вредности. Верувам и дека ќе ги искористите затоа што навистина семејството е единственото место каде што ние сме прифатени онакви какви што сме. Довидување до следната приказна.